Да, се јавуваме од седиштето на Битолското, односно најстарото здружение на македонците од Егејскиот дел на Македонија. Наш гостин е председателот Александар Јаневски. Господине Јаневски, ова е година кога ќе ја чествувате шестата светска средба. Токму така, благодарам. Значи, оваа година ја чествуваме шестата светска средба на децата бегалци, насилно прогонети од Егејскиот дел на Македонија, која што се одбележува во чест на 75 години од крајот на граѓанската војна во Грција од 1946 до 1949 година. Оваа светска средба, ова година, нема да се одбележува само со еден настан, туку ќе се одбележува со сите настани, односно сите програмски активности кои што ги имаат сите здруженија членки на Сојузот Македон. Веќе го одржавте првиот настан, што можеме понатаму да очекуваме? Токму така, на 7 мај го одржавме и првиот настан, односно една голема семакедонска средба под името Беломорски видување, на која што имавме над 500 гости, сплотени, единствени, со една единствена цел, обединување во одбрана на името на државата и идентитетот на нацијата. Имено, централната манифестација на шестата светска средба е закажана за 1 јули, со почеток во 10 часот со положување на свежо цвеќе пред споменикот на децата бегалци во парк Жена Борец наспроти Собранието на Република Македонија. Потоа одиме со скромна културно-уметничка програма, за да продолжиме во 12 часот со свечена академија во просторите на МАНО, каде што на таа свечена академија ќе имаме обраќање од представници од Егејскиот дел на Македонија, Пиринскиот дел на Македонија, Мала Преспа, обраќање од историчари од катедрата на Историја на Македонија, и исто така ќе имаме и почесно обраќање на самиот председател на МАНУ, почитуваниот Коцарев. Очигледно дека ќе има многу гости, но кои ќе бидат основните пораки што ќе ги испратите од ова шеста светска средба? Токму така, пораките кои што ќе бидат испратени од оваа шеста светска средба, односно сите настани во текот на целата година, ќе бидат за конечно решавање на македонското прашање, односно за враќање на граѓанските, имотните и наследните права на насилно прогонетите македонци од Егејскиот дел на Македонија, потоа унапредување на правата и положбата на македонците кои што живеат во Егејскиот дел на Македонија, односно правото да можат да се декларираат како македонци, школуваат и образуваат на својот мајчин македонски јазик, изучуваат историјата, културата и традицијата. Имено, ќе остануваме со барањата за едностранно раскинување на договорот помеѓу Македонија и Грција за промена на името на државата и идентитетот на нацијата и раскинување на договорот за помеѓу Македонија и Бугарија за промена на историјата, јазикот, традицијата и културата. Впрочем, исто така остануваме со барањето за отфрлање на француската преговарачка рамка, бидејќи со неа се ништи македонскиот јазик, традиција, култура и историја. Исто така остануваме посветени и бараме едностранно раскинување на меѓувладините комисии за ревизија на македонската историја помеѓу Македонија и Грција, Македонија и Бугарија, затоа што на Македонија не име потребна нова историја, Македонија си има историја која што трае со векови. Ние сме за историско помирување помеѓу македонците и сите соседни народи, но договор кој што ќе почива врз принципот на почитување на меѓународното право и реципроцитет во меѓусебните односи, што значи не мешање во суверенитетот на суверените држави и реципроцитет во меѓусебните односи, односно што за останатите народи во државата Македонија, тој за македонците во соседните држави на државата Македонија. Но сепак за волја на вистината, по 7,5 децениска борба, ево годинава светло на крајот од тунелот, веќе во Левин е дозволено да се изучува македонскиот јазик во некои приватни центри. Токму така, на наше големо задоволство и на задоволство на сите македонци низ целиот свет, после 7,5 децениска борба за правата на македонците во Егејскиот дел на Македонија, оваа година на 13 март добивме пресуда од Основниот суд во Лерин, каде што се одобрува отворањето на Центарот за македонски јазик во Лерин, кој што представува една искра за пламнување на македонската идеја за изучување на македонскиот јазик. Сигурно дека имате контакти. Каков е интересот на нашинците таму? Токму така, интересот на нашинците за изучување на македонскиот јазик е огромен, затоа што долги години не може да се декларираат како македонци, а уште помалку пак да го изучуваат македонскиот јазик. На овој начин се отвора можност за понатамошно проширување на оваа идеја за
барање да се отворат македонски паралелки во основните и средните училишта, а подотаму отворање на македонска катедра во високообразовните институции во цела Грција. Сепак тоа е еден поголем чекор. Очекувате да наидете на разбијање нова поле? Токму така. Ни ова не беше лесна битка извојувана, но ние сме спремни и сме обединети да се бориме за основните човекови права. Впрочем, ние не бараме ништо повеќе, ништо помалку, ние го бараме само она што им следи на секој народ, она што е гарантирано со меѓународните конвенции и резолуциите од Обединетите нации, односно се што им припаѓа на една нација и еден народ. Од она јас што го следам, гледам дека одсемно образовен, има одеден исчекор и на културен план. Токму така. Исто така имаме исчекор и на културниот план, односно одбележувањето на музичките манифестации, како што традиционално се нарекуваат панагири во егејскиот дел на Македонија, каде што во текот на летото се одбележуваат сите, ајде да ги наречам селски слави, но и поголеми манифестации или одбележување на некои македонски празници, како што е впрочем 2 август, на кој што слави гледаме дека од година на година имаме се поголем интерес од младата популација која што присуствува на самите средби, при што на наше големо задоволство на тие средби се пее и се зборува на македонски јазик. Значи, сега за сега е дозволено, ако порано навлегува од едени групи, сега може слободно да се пее. Токму така, на наше големо задоволство, конечно имаат право македонците да ги честуваат и одбележуваат македонските празници, односно да се честуваат и одбележуваат и продолжуваат културата, традицијата и историјата на својот мајчин македонски јазик. Поминаа 7,5 децении од таа граѓанска војна, семена е многу генерации. Колку кај потомците постои интерес да се продолжи делото на нивните предци? Видете вака, помина многу генерации да стигнеме до некој позитивен исчекор. Радува фактот, како што и кажав, се поголемиот интерес кај младите генерации за изучување на историјата, јазикот и традицијата. Ова ни малку не е лесен исчекор, но има и то како работа за да стигнеме до некое посакувано задоволително ниво, бидејќи се уште сме далеку од она што значи почитување на човековите права, правото на слободно изразување и правото на јазик, култура, историја и идентитет. И од каде се очекувате гости нова 6-та светска средба? Нова 6-та светска средба очекуваме поголем број на гости кои што би дошли од нормално Пиринскиот егејскиот дел на Македонија и Мала Преспа. Тука во рамките на 6-та светска средба морам да ја напоменам и се македонската средба 2 август Трново, која што се одржува токму во Битола, во подпелистарското село Трново, во дворот на Македонската православна црква Успенија Пресвета Богородица, каде што ова година очекуваме да имаме повеќе од 5000 посетители, при што засега ни се најавени и покрај гостите традиционално од егејскиот дел на Македонија, Пиринскиот Мала Преспа, исто така ни се најави и играорни групи со младинци од Пиринскиот дел на Македонија и од Мала Преспа. Додека од егејскиот дел на Македонија се уште сме во преговори и се надеваме дека ќе присуствуваат и македонците од тоест игрорните групи од егејскиот дел на Македонија. И впрочем, на таа семакедонска средба ќе покажеме едно семакедонско обединување и ќе покажеме на светот дека кога сме единствени и обединети, можеме да се спориме со сите неправди кои што им се случуваат на Македонија и на македонскиот народ. Јаневски, јас ви благодарам што одвоивте време да бидете гостин во оваа емисија. Ова за сега е сето овдека од седиштето Нова Битолско здружение во однос на тоа во рамките на што ќе следува во таа 6-та светска средба. Студио